Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, како одговорна политичка партија, преку домакинско однесување покажува што значи парите да се враќаат назад кај граѓаните. Покажува како се остваруваат ветувањата, покажува што значи државата да биде на прав пат. Огромна е разликата помеѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН во концепцијскиот пристап на капиталните инвестиции и во развојот на инфраструктурата. Само за споредба, ВМРО-ДПМН потроши 700 милиони евра за проектот Скопје 2014, додека СДСМ за 2 години инвестираше 800 милиони евра во рехабилитација и изградба на патишта. 1 милион евра во патната инфраструктура враќа 3,5 милиони евра во економијата и во бизнисот, а со тоа и нови работни места, а тоа е шанса за нашите граѓани и за нашата држава. Доколку ВМРО-ДПМН парите од Скопје 2014 ги потрошеше во инвестирање во патишта, досега требаше да се вратат 2,5 милиарди евра во економијата на државата. Додека ВМРО-ДПМН градеше фасада на МЕПСО за 10,5 милиони евра, СДСМ со 11 милиони евра ги реконструира постоечките патни правци. Битола Демирхисар 10 км, Кочани Пониква 12 км, Тетово Попова Шапка 18 км, Струмица Новосело 13 км, Штип Радовиш 21 км, Куманово Свети Николе 32 км. Додека ВМРО-ДПМН трошеше 22 милиони евра за изградба на зградата на ЈП Водовод, СДСМ изгради 400 км водоводи и канализации во државата. ВМРО-ДПМН за тампонирање на патишта плаќале 2202 денари од метар кубен, а СДСМ 573 денари за метар кубен. Порано се плаќало 92 денари за килограм арматура, денеска се плаќа 44 денари за килограм арматура. Асфалтот на патиштата чинел 18.500 денари од метар, денеска чини 7.000 денари. Почитувани граѓани, во градежништвото никогаш не смее да има било какви импровизации, затоа што на крајот исправањето на грешките ќе чини многу време и многу пари. Овде зборуваме со факти и аргументи и ниту еден спин на ВМРО-ДПМН нема да го покрие фактот дека автопатот Кичево-Охрид се работи по стар проект кој воопшто не соодветствува со реалната состојба на теренот. Се работи за нецелосен и промашен проект, проект со промашени и нецелосни геомеханички испитувања, проект со лошо проектирани косини, усеци и тунели, за кои беше потребно да се репроектираат. Досега се репроектираат околу 25% од трасата на овој автопат со цел тој да може да се изгради. Првичниот проект е со грешни податоци за тунелите, проект без клучки, проект кој поминува над резервоарот за вода на Кичево, па затоа треба ново решение и за овој дел од трасата. ВМРО-ДПМН се одговорни за импровизациите од проект кој го оставија, па затоа цената на чинење од 400 милиони евра на овој автопат ќе се зголеми на дополнителни 185 милиони евра. Почитувани граѓани, ги исправаме грешките кои што ги затекнавме по патиштата и продолжуваме да градиме. Наш приоритет се граѓаните. Остануваме посветени да градиме подобар живот за сите граѓани. Нашите реформи се на прав пат, градиме по план, градиме за граѓаните. Благодарам.